Да се представува Македонија на 3 фестивали, еден во Југославија и 2 во Унгарија е посебна чест. А таа чест, веќе знаете, ја имаат членовите на фолклорниот ансамбл Тиквеш кој работи при Домот на културата Иван Мазов Климе од Кавадарци. Веќе имавте можност да погледнете како започна турнијата на кавадаречките играорци со престои и настап во Баваниште, Југославија на 21 и 22 август оваа година. Од Баваниште за втората предвидена дестинација се тргна рано наутро на 23 август, пристигнувајќи во градот Егер, Унгарија, попладнето истиот ден околу 17 часот. А таму сместување, прием во културниот центар кај директорката на фестивалот, госпоѓата Јамбор Илдико, каде се запознавме со нашиот официјален фестивалски водич, господја Јутка Тот. Таа заедно со господјата Елинка Илјеш, која ни се приклучи уште во суботица, беше со нас за време на целиот престој во Егер, грижејќи се за сите поединости околу настапите на нашите играорци. Првиот ден во Егер заврши со мала ноќна прошетка низ овој град, полн со историски зданија, споменици, катедрали, со 60.000 жители и чие латинско име е Агрија, по кое е наречен еден од најголемите фолклорни фестивали во Европа. Фолклорниот ансамбл Тиквеш токму овде настапи на 13-тиот Агрија фолклорен фестивал. На повеќе фестивалски сцени, успешно реализирајќи го зацртаното. Што подобро да се представи Кавадарци, што подобро да се представи Македонија. А во тоа и од повеќе сигурно се успеа. Дваесет и 4 август. Припреми за првиот официјален настап на големиот фестивал во Егер. Тремата исчезнува со облекувањето на носиите и македонскиот фолклор тргнува во освојување на Унгарија. На централната фестивалска сцена, на големиот градски плоштад, со голем интерес се следат настапите на фолклорните ансамбли од Австрија, Унгарија, Грција, Романија, Словачка и Италија. И полека дојде моментот, полека дојде времето, определениот половина час за членовите на фолклорниот ансамбл Тиквеш. Првиот половина час во кој македонскиот фолклор се распосла по егерскиот плоштад, се разлеа низ егерските улици и уште на самиот почеток на фестивалот радост и задоволство од успешниот настап.
Впрочем, погледнете и сами и уживајте во умешноста на кадречките играорци, како што уживаше и авторот на оваа емисија.
Инсертите кои ги гледате покажуваат колкава беше радоста на кавадаречките играоци по одличниот настап. Својата радост ја поделија со фестивалската публика и граѓаните на Егер, веќе во мислите со фестивалското дефиле и вториот настап истиот ден во попладневните часови повторно на големиот плоштад во овој убав унгарски град. Едночасовното дефиле низ главните улици, заедничко на сите учесници, заврши со мала свеченост на сцената по поздравот од градоначалникот на овој град и неговите пригодни подароци на представниците и кореографите на сите фестивалски учесници. А потоа, со дел од своите кореографии, повторно настапи на ансамблето од 7 европски земји. Настапот на кавадаречките играорци повторно одличен и особено интересен по она што следуваше.
Сите знаеме дека било каде во светот, на исто место, ако се сретнат представници на Грција и Македонија, која е реакцијата на нашите јужни соседи? Барање нашите представници да стојат зад кратенката БЈРМ до организаторот. Но овој пат грците дебело се излагаа. Жестоките реакции на сите членови на фолклорниот ансамбл Тиквеш и протестот на представниците на Кавадаречкиот дом на култура беа гласно кажани. Доколку се случи такво нешто, кавадарчани ќе го напуштат фестивалот и се враќаат во Македонија. Но за такво нешто немаше потреба, бидејќи директорката на фестивалот не сакаше токму незиниот град да ги расипе добрите и пријателски односи меѓу Република Унгарија и Република Македонија. Зато излегува попусти на девањата на грчкиот ансамбл дека со провокации ќе го пореметат успешното представување на македонскиот фолклорен ансамбл Тиквеш од кавадарци. Впрочем, веќе на сите присутни на фестивалот им беше познато, разиграните, вешти и горди играорци доаѓаат од Република Македонија. Попусто грците беа накитени со грчки надписи и сопствена верзија на Сонцето од Вергина. Овој веќе заборавен и помалку ироничен инцидент само им даде крилја на младите кавадарчани на наредните настапи да бидат уште поуспешни. Млади македонки и македонци од кавадарци горди на својата Македонија. Ова што сега оди на вашите мали екрани е дел од неофицијалната фестивалска програма Денс Хаус вечер. Секој од учесниците, гостите и публиката имаше можност да ги учи и ужива во игрите на останатите земји. Без носии, ослободени од официјалноста, кавадаречките играорци на сите им го понудија своето знаење и цел еден час сите присутни на градскиот плоштад во Егер ги играа македонските ора, ги пееа македонските песни. Едноставно, беше гордост таа вечер да се биде македонец, благодарејќи на членовите на фолклорниот ансамбл Тиквеш од кавадарци.
уште неколку делови од настапите на фестивалот кои навистина беше со обемна програма. Например, на 25 август во 9 часот и 30 минути наутро беше вака. Веќе сме во долината на убавата жена, крај во близина на Егер, каде што на мал простор се сместени 30 мали вински подруми со сопствени амбиентални ресторанчиња и се разбира дека го пробавме унгарското вино. Но не грижете се, нашето е далеку подобро, па затоа им оставивме малку квалитетно тиквешко вино, за да знаат дека еднаш во нивната долина на убавата жена биле гости кавадарчани, млади луѓе од лозарски и винарски семејства. Секако дека и овде не изостана настапот пред локалното население и гостите во областа.
13-тиот Агрија фолклорен фестивал во градот Егер, Унгарија, заврши со фестивалски коктел и размена на пригодни поклони, а најдобриот поклон за каодаречките играоци беше насловната страна во еден од најчитаните унгарски дневни весници. Со забава до длабоко во ноќта се откинуваше и последната вечер во Егер. Малку забава на плоштадот и научени австријски народни игри од симпатичните фолклористи од Линц и македонска песна во објектот каде што беа сместени сите учесници. Таа вечер, со македонската музика, беа разгалени срцата на веселите италијани од Валемао и време беше да се појде на краток одмор. Фолклорниот ансамбл Тикаш го очекува уште настапи. Наредниот ден, во раните утрински часови, се замине во местото ноќириде на уште еден интернационален фестивал. Но за овој фестивал, за настапот, фудбалскиот надпревар, за огнометот, за Будимпешта и враќањето дома во третата емисија од 7-дневната турнеја низ Југославија и Унгарија, кој успешно ја реализираат членовите на фолклорниот ансамбл Тикаш, вистински културни амбасадори на Македонија, вистинска гордост и богатство на кавадарци.